Нов собир, старт на уште едни подготовки за светско првенство. Како е да се видите повторно овде и што се очекува на стартот на овие нови подготовки пред ваков шампионат? Па знаеме што не очекува светско првенство кое што сега сме во малку поизменет, помладен состав. Не очекуваат 2 недели подготовки каде што треба да се спремиме добро за почетокот и првата утакмица на светското првенство. Долго сте во репрезентација, познати се противниците, барем со оние три: Шпанија, Хрватска и Исланд, и секако доаѓаат Јапонија и Бахрин. Како е размислувањето на 2-3 недели до почетокот на шампионатот? Па добро, со оглед на тоа дека тие три утакмици се последни три во групната фаза, првиот круг треба да се фокусираме на првата утакмица на Јапонија и првите две утакмици Јапонија и Бахрейн, па потоа да размислуваме за овие три репрезентации, три утакмици. Секоја утакмица е тешка бидејќи секој противник се спрема за едно вакво големо надпреварување и мислам дека нема да има ниту еден лесен надпревар на светското првенство. Ова светско првенство е и за место во квалификациите за Олимписките игри. Какви се нашите шанси со оглед на тоа што одиме без неколку од поискусните ракометари на овој шампионат? Па да, ова светско и европско, не следното европско се клучни за квалификациите за Олимпијада. Мислам дека тоа треба да не биде во втор план, прв план треба да не биде утакмица по утакмица да ја добиеме, па што ќе биде како ќе биде ќе видиме на крај, бидејќи знаеме секогаш кога ќе правиме математика од почеток, калкулации, никогаш не ни испаднале. Турција и Грција ни се уште некако во сеќавања, ги заборавивме или излековме некаква поука од нив? Тие се минато, од минатото треба да се учи, да видиме што е добро да продолжиме со тоа, што е лошо да го промениме. Така да мислам дека имавме доволно период, овие 2 месеци и скоро 2 месеци да видиме што беше лошо и да го поправиме за светско првенство.